Чалничке, председатели, членови на Советот. Пред се, јас, како советник од Левица и во име на нашата советничка група, ние ја прифаќаме оваа иницијатива. Тоа е просто. Но поради сериозноста на состојбата, имаме коментар, затоа што мислиме дека причинителите за оваа состојба се наоѓаат токму во оваа сала. Или пак се дел од структури кои се представени во оваа сала. Ние метафори и варијации на метафори на мед и други прехранбени продукти, затоа што ние имаме алергија на мед и корупција. А и не сме дел од целата состојба која вие ја создавате. Значи, не се работи само за студенти, не се работи само за ученици, се работи за многу скопјани. И тоа покажува дека во Советот, советниците се абстрахирани од вистинските проблеми на скопјани. Јас не верувам дека многу од вас се возат во 8 сабајле, во 7 сабајле со автобус или во 4 попладне со автобус. Значи, ова е социјална катастрофа, јавниот превоз. Немањето на јавен превоз во Скопје носи кон социјална катастрофа, а не кон докажување поента и подмирување на сметки. Сега, за таа разлика помеѓу народот и политичарите, тоа е всушност разликата на кого влијае оваа ситуација и која предизвикува оваа ситуација. Причинителите на оваа ситуација се присутни тука или преку нивните структури, дел од владата, која му должи на предпријатието, и дел од општините, како што дознаваме. Сега прв пат, многу е ова индикативно, прв пат во историјата на Македонија Скопје не го победи на локални избори партијата која победи на власт. И што се случи? Се случи потполно растројство во институциите. Тоа значи дека институциите не функционираат, туку со нив владе политичка волја и политички интереси кои се потполно спротивни на реалниот живот. Нив владе политичка волја и политички интереси кои се потполно спротивни на реалниот живот на граѓаните на Македонија и граѓаните на Скопје. И оваа абстрактност од проблемите на скопјани ние ја гледаме затоа што всушност јавниот сектор на овие партии им служи за да ја јакнеат својата структура. Прво преку вработувања, второ преку испумпување на пари од јавниот сектор за да се спремаат за следните избори. Затоа што само тоа е битно за големите партии, за бипартизмот кој владее со скопјани и со Македонија. Прво, од една страна имаме владата, за која се излишни коментарите, владата без легитимитет треба да даде оставка. Јас не знам што очекуваме веќе од оваа влада. Владата, за која се излишни коментарите, владата без легитимитет треба да даде оставка. Јас не знам што очекуваме веќе од оваа влада. И вклучително со тоа што се случува со економската и енергетската криза и овие мали инциденти кои се многу погубни за скопјани, ни покажуваат дека нема да има решение од страната на владата. Затоа и мислиме дека треба да поддржиме оваа иницијатива сега, но треба да се најде долгорочно решение, затоа што ова само се ставаат фластери на многу сериозна ситуација. Што се однесува до владата и структурите на владата, на СДС и на ДУИ, на нив и на канџите на владеачката структура, не смее да им се дозволи да припарат до Скопје. Тие го изгубија Скопје и така треба да остане, затоа што за нивните политики сите знаеме каде водат. Сега за општините од друга страна. Ние ако даваме поддршка сега за оваа иницијатива, ние гарантираме пред Советот дека општините додека не ги подмират сите обврски кои ги имаат, како што тврдат од град Скопје, како што тврдат од ЈСП, тие нема од нас да добиваат поддршка за меѓуопштинска соработка. Толку е просто. Толку е просто. Да не се правиме улави, затоа што СДСМ, ДУИ и ВМРО-ДПМН имаат власт во општините и во владата. И сите треба да носат одговорност кон институциите кои ги саботираат. И всушност, вака ќе го завршам, ова е еден многу убав приказ што добиваат гласачите на големите партии. Еве што добиваат. Ништо не добиваат. Што добиваат работниците? Ние сега ќе ја поддржиме иницијативата заради работниците и заради скопјани. И прв пат скопјани имаат партија на трудот која може да најде долгорочно решение. Ви благодарам.